Добар ден, почитувани гледачи. Кога човек е болен, има само една желба, да оздрави. Кога е здрав, милион желби. Денес зборуваме на една актуелна тема здравство, но конкретно ќе зборуваме за мозочните удари и за жал, статистиката покажува дека бројот се повеќе се зголемува. Значи, во претходните 10 години двојно е зголемен бројот на оние пациенти кои што се лекуваат од мозочен удар. На моје задоволство, моја гостинка е доктор Маја Божиновска-Смичевска, да ги кажем и двете презимиња. Обавезно. Да, невролог и председател на Сдруженијето за борба против мозочен удар. Добре дојдовте во телевизијата вама и во емисијата Под лупа. Добре ве најдов и ви благодарам на поканата и интересот за оваа тема. Се договаравме многу одавна, уште од минатата година, но испадна некои други ситуации во меѓувреме кои што ве спречија да бидите гостинка, не дека не сакавте, но ете, оправдани причини беа во прашање, но и вашата работа која што навистина е динамична, многу пати ве спречува во некои дополнителни активности. Но наоѓате време и за тоа. Активни сте и во Сдруженијето, ќе зборуваме за тоа малку подоцна во емисијата. Активни сте при изработка на проекти кои што придонесуваат за подобрување на условите и на стандардите под кои што живеат луѓето кои што доживеале мозочен удар. Најде на самиот почеток од она што е реалната состојба во Македонија. Јас имав некои податоци, но вие ме коригиравте дека тие веќе се застарени. Тие беа дека бројката е околу 16.000 луѓе кои што се соочуваат со оние последици од мозочен удар, а вие ми рековте дека најновите податоци покажуваат дека таа бројка дури 22.000 изнесува, што навистина е разочарувачки. И зошто во Македонија се случува една толкава бројка, кога пак во западноевропските земји бројот двојно е намален? Нажалост, Македонија е веќе долго време земја со големи социоекономски проблеми. Ниското ниво на едукација, сиромаштијата само по себе придонесло бројот на мозочни удари во Македонија и во земјите од регионов да се зголеми за околу 40% во последните 2 декади, за разлика од тоа што бројот во земјите на Западна Европа пак е за дупло намален. Причините се многубројни, значи започнуваме од социоекономски причини кои влијаат исто така на здравствената инфраструктура, на бројот на специјалисти, на бројот на недостатокот на центри за мозочен удар, значи многубројни причини допринесуваат за ова. Така. Дали може, најдобро е, како што се вели, да се спречи отколку да се лечи, дали можеме некако да превенираме да не дојде до ова болест, која што е животозагрозувачка, но ако се случи пациентот да преживее, навистина квалитетот на неговиот живот многу се намалува, затоа што мал е процентот кај оние луѓе каде што не остава некои видни и трајни последици. Најчесто се нарушува говорот, центарот за движење и така натаму, што ги оневозможува во секојдневното извршување на своите обврски и живење. Мозочниот удар сам по себе е еден огромен здравствен проблем на денешницата. Значи, мозочниот удар е водечка причина за инвалидитет во светот. Исто така е втора причина за смртност во светот, не само кај нас. Спомнавме дека во моментов околу 22.000 македонци се борат со мозочниот удар и со неговите последици, а годишно повеќе од 5.000 нови случаи на мозочен удар настануваат само во Македонија. Нажалост, морталитетот е исто така многу висок во нашата држава. Значи, имаме околу 4.000 смртни случаи како резултат на мозочен удар годишно во нашата држава. Затоа, она што на кое ние целиме и општо е тренд во целиот свет е превенцијата на мозочниот удар. Според една последна студија, која е многу опширна, значи чирум светот изработена, се докажа дека околу 90% од мозочните удари може да се спречат. И при тоа се издвоја 10 ризик фактори врз кои и самите можеме да влијаеме, значи се модифицирачки или пак се болести кои можеме да ги лекуваме. И додека ги превенираме овие 10 ризик фактори, значително ќе го намалиме и сопствениот ризик за мозочен удар. Кои се тие индикатори? Како можеме да препознаеме дека ни демне некаква опасност од ова навистина сериозна болест
и да направиме некоја дистанца со она, не знам, обична главоболка или некои симптоми кои што не се толку опасни или се причинители се некои по-безазлени болести. Така, првен ќе почнам за ризик факторите, значи тие 10 ризик фактори на кои беше сконцентрирана студијата, кои значајно го намалуваат ризикот од мозочен удар, се високиот артериски притисок, под број 1. Значи тоа е најглавен ризик за мозочен удар. Многу често, во голем процент, особено во нашата земја, повеќе од 50% од пациентите кои боледуваат од висок крвен притисок не се соодветно лекувани или пак не соодветно реагираат на терапијата која примаат. Тоа е број 1 ризик фактор за мозочен удар. Потоа диабетот. Диабетот го зголемува ризикот за 2 до 4 пати од мозочен удар. Потоа високиот холестерол во крвта. И тоа е многу важен ризик фактор за мозочен удар. Атриалната фибрилација, тоа е болест на срцето кога срцевиот ритам е неравномерен, неправилно отчукува срцето и атриалната фибрилација сама по себе за 3 до 5 пати го зголемува ризикот за мозочен удар, додека пак пациентите кои се лекуваат, кои примаат соодветната терапија за оваа болест, имаат за 50 до 70 чак проценти намален ризик за мозочен удар. Тоа се болестите кои може да ги лекуваме. Меѓутоа постојат и ризик фактори кои се во нашето секојдневие, значи дел од нашиот начин на живот, односно нашиот животен стил. Пушењето, неумерената консумација на алкохол, повеќе од 2 алкохолни единици дневно значајно го зголемува не само ризикот, туку и смртноста од мозочниот удар. Пушењето исто така го дуплира ризикот од мозочен удар. Обезноста, дебелината, седентарниот, пасивниот животен стил без физичка активност, неправилната исхрана исто така е значаен ризик фактор за мозочен удар. Потоа стресот, депресијата во денешницата исто така доста значително го зголемуваат ризикот од мозочен удар. Тоа беа факторите кои беа спомнати во студијата, меѓутоа постојат и некои фактори кои се доста значајни за нашето секојдневие, а тоа е социоекономскиот стандард кој значајно влија и го зголемува ризикот, како и загадувањето на воздухот. Тоа е еден од поновите, помодерните ризик фактори за мозочен удар. Во последно време многу испитувања се прават и на тоа поле. Така. Ова се ризик факторите, а како да ги препознаеме симптомите? Што треба да не загрижи, значи да се обратиме до доколку си ги препознаеме доктор. ризик факториве кај нас, треба да сме загрижени уште од почеток. Значи треба да влијаме колку е можно повеќе или да ги третираме болестите кои може да се лечат или да го промениме нашиот животен стил. Меѓутоа кога веќе ќе се појават првите симптоми на мозочен удар, веќе сме стигнали до граница кога може би е и касно. Затоа што појавата на прв симптом од мозочен удар значи веќе минимално настанато оштетување во мозокот. Тоа се така наречени транзиторни исхемични атаки или некој невролошки дефицит како слабост на рака, нога, отрпнатост на раката на едната страна од лицето, трнење на устата или краткотрајно нарушување на говорот. Тоа се најчестите знаци. И меѓутоа доколку тие се јават без разлика дали ќе траат 5 минути, 1 час, 2 или 24 часа, тие веќе предизвикуваат дури и минимално оштетување во мозокот. Значи веќе е касно и веќе нашиот ризик е за 30% повисок во следната година. Значи да ги спречиме, да спречиме појавата дури и на овие минимални први симптоми и знаци. Доктор Божиновска, порано некако владееше едно мислење дека млади сме, па нам не може тоа да ни се случи. Но за жал не можеме веќе да се повикуваме на младоста, на годините, затоа што многу често пациенти, ваши пациенти се и млади луѓе кои што доживеале мозочен удар или пак имаат некои предиспозиции за да им се случи тоа. Каква е границата, колку е намалена и во кои граници сега се движи? Границите постојано се спуштаат, нажалост, повторно ќе речам, со предиспозиција во нашиот регион. Мозочните удари во 2/3 се јавуваат кај лицата на 65 годишна старост. Меѓутоа, остатокот од мозочните удари може да се случат во секоја годишно доба. Значи, мите дека се случуваат само во старост. Мозочниот удар може да погоди секого и во секоја годишно доба. Мозочниот удар не избира. Ние сме имале многу млади пациенти, сме имале пациенти деца, но сме имале и пациенти, децата заради некои наследни болести го добиле мозочниот удар, но сме имали и пациенти кои со несоодветен животен стил или непрепознаени, нелекувани или игнорирани болести кај себе се здобиле со мозочен удар и во нивните 30-40 години.
Тоа е проблем за прво за лицето кое се соочува со ова сериозна болест, за семејството, но и за општеството. Точно. Навистина, долготрајно и скапо е лекувањето на ова болест, а и тие лица најчесто стануваат неработоспособни. Точно. Значи, што да направиме за да не дојде до сето тоа, или барем не можеме да идеализираме дека воопшто ќе нема случај, но да го намалиме процентот. Кога можеле, не знам, во Западна Европа да го намалат двојно, значи Точно. можеме и ние, само треба да се преземат соодветни мерки. Најмногу намалувањето во Западна Европа настанало, ова фактите не го кажуваат, заради тоа што се превзеле јавни кампањи за едукација на населението. Значи, со правилно третирање на хипертензијата и со намалување на пушењето, драстично паднал бројот на мозочни удари. Нивото на здравствена култура е многу повисоко, нажалост, во земјите во Западна Европа отколку кај нас. Како индивидуи, ние можеме да ги превенираме сите ризик фактори кои досега ги наброев, кои можеме да ги спречиме. Можеме да се посветиме да живееме поздраво, да сме поактивни, да ослабнеме, да ги лекуваме сите болести од кои боледуваме, да не ги игнорираме здравствените проблеми. Како здруженија, ево невладини организации, ние кои се занимаваме со здравствените проблеми, треба да се посветиме на здравствени кампањи и на едукација на населението, како да го превенира овој проблем, како да ја превенира оваа болест, меѓутоа и како да постапи во моментот кога ќе се појават првите симптоми. Ова едукација би требало да започне уште од најрани години, уште во основното, можеби и во средното училиште, и да бидат опфатени сите старосни групи. А како општество, или како, ево, можда што би требало да направат нашите представници политичари, тоа е веќе многу пошироко прашање. Би требало да се планира една добра здравствена политика во Македонија, да се планира однапред бројот на здравствени работници кои ќе се занимаваат со оваа патологија, да се организираат центри за третман на мозочен удар, да се организираат клиники за превенција на мозочен удар. Значи, многу работи можат да се сторат. Нажалост, ние сме многу назад во сето тоа. Сега можда дојде некој момент кога нашето општество почна да зрее, некои од тие иницијални чекори се превземаат. Така, значи ќе треба навистина доста време за да го стигнеме она ниво кое што го има другите европски земји. Ние бевме вклучени во една студија во која изработуваше Кралскиот колеџ во Лондон. Од Македонија праќавме податоци и податоците беа обработени. И при тоа излегоа заклучоци дека во Македонија е потребно да има најмалку 10 центри за третман на мозочен удар. Нажалост ги имаме 4. Во нашата земја постои една изразита нееднаквост во третманот на ударите. Доколку сте во Скопје, шансата да преживеете и да добиете и да завршите со многу помал инвалидитет е поголема отколку ако сте во Охрид. Во Охрид имаме недостаток на кадар, недостаток на невролози, немаме центар соодветен за третман на мозочен удар, ниту центар за згрижување подоцна на пациентите со мозочен удар. Друго исто горко прашање во нашата држава е не постои ресоциализација, односно повторно вклучување на дел од индивидуите во секојдневното живење, во активностите. Тие се луѓе кои остануваат на маргините од општеството, нажалост. Се борат со финансиски проблеми, ја изгубиле работата, додатоците се многу ниски, државата не се грижи доволно за таквите болни. И уште тоа ако се случи на помлада возраст, навистина голем проблем. Рековте, проблем е што немаме невролози. Вие имате специализирано во таа област. Денес директно од вашето работно место доаѓате на емисија. 20 прегледи сте имале само денес. Со такво темпо претпоставувам работите секој ден. Секој ден работиме со многу голема фреквенција на пациенти. Инаку вие сте, да кажеме, за оние кои што не знаат, во болницата Свети Еразмо, значи таму сте вработени. И каков е еден ваш работен ден? Навистина, како постигнувате? Не знам, јас најверојатно сум многу голема помош од тимот со кој работиме. Значи, ние мора да сме добро координирани. Ние работам заедно со радиолозите во Свети Еразмо, со неврохирурзите, со психологот. Имам голема помош и од сестрите кои се посветени во невролошката дисциплина. Со брзо темпо мора да работиме. Значи, друг избор во моментов и немаме. Во цела југозападна Македонија, значи на некоја популација од 200.000 жители, вработени се само 7 невролози. И тоа тројца од нив се во приватно здравство. Значи бројот е премногу мал, немаме едно соодветно невролошко одделение со поголем број на невролози кои постојано би работеле.
Соработката со другите здравствени центри каква ви е? Бидејќи некако кај вас најголем дел од овие пациенти се третираат и се згрижуваат, но сепак можеби првенствената здравствена помош им била укажана во центарот во болницата или во кардиолошкиот центар. Значи било каде да е пациентот да бил, мораме да ги спомнеме и оделението за неврологија при општата болница Охрид, иако и тие имаат мал број на невролози. Во моментов таму е само еден невропсихијатар, еден невролог и останатите се психијатри. Меѓутоа морам да спомнам дека и те работат со многу висока фреквенција на многу тешки пациенти. Соработката мора да ни биде одлична, комуникацијата мора да биде двострана и се трудиме така и да ја одржиме. Без разлика дали е со болницата или е со Центарот за кардиоваскуларни заболувања или со било која друга установа. Сакав да ве прашам една дилема која што секогаш некако лебди помеѓу граѓаните. Сведоци сме дека во последно време навистина она што беше кажувано години наназад и за кое што мислевме дека ќе се случи во некои по-далечни идни времиња, тоа се глобалните климатски промени. Еве веќе тука се ги чувствуваме сите. Вчера беше лето, денес веќе, да не речам, е зима, според температурите и временските прилики надвор. Колку сето тоа влијае за ваквите состојби? Влијае, во секој случај влијае многу. Промената на температурата, промената на влажноста на воздухот, промената на воздушниот притисок, сето тоа влијае врз сите живи суштества, особено врз хронично болните пациенти. Значи, тоа оние луѓе кои веќе имаат висок крвен притисок, кои се срцеви болни или се болни со респираторни проблеми, врз нив многу значително влијаат овие промени. Многу често ние при вакви периоди имаме и поголема фреквенција на пациенти со мозочен удар, не само со мозочен удар, туку и со други цереброваскуларни и кардиоваскуларни болести. Што да се прави? Значи, што да направат граѓаните, како да се заштитат? Еве сега веќе имаме пософистицирани методи и неколку дена однапред може да знаеме какви ќе се временските прилики или неприлики. Како да се заштитиме? Што можеме и дали можеме нешто да направиме? Нажалост, кога е времето во прашање, кога се надворешните услови во прашање се такви какви што се, многу не можеме ние на нив да влијаме, туку само влијаат тие на нас. Што можеме да направиме ако е преголема горештина, ако е многу жешко или топло, да се заштитиме, да пиеме доволно течности, да не излегуваме надвор, или ако е преголема влажност на времето, исто така да се хронично болните пациенти да се задржат повеќе во домашни услови, да се внимава исто кога настануваат екстремни студови, екстремно ниски температури. Меѓутоа, многу тука ние како поединци не можеме да влијаеме кога причината за влошување на состојбата е надворешна температура или промена на временските услови. Не случајно ви го поставив ова прашање, сакам да го надоврзам и со наредното, затоа што вие сте и дел од Сдруженијето за борба против мозочниот удар и неодамна имавте еден караван едукативен кој што започна од Охрид. Значи, многу е важна, како што рековте и самите, едукацијата, луѓето да се информирани, да знаат што да направат или што да не прават, за да на некој начин се заштитат од ова болест. Меѓу другото, еве, и како што рековте, кога се во прашање временските прилики, можеби многу нешто не може да се направи, но тогаш да сме побудни да земаме навремено терапијата, точно, да внимаваме и така натамо. И сите оние други фактори кои што ги набрајавте претходно да ги практикуваме или оние кои што се ризик фактори пак да не ги практикуваме. Значи многу е важна едукацијата. Тоа ви беше претпоставам и главниот мотив да започнете со еден ваков караван, со една ваква Па затоа што во Македонија ето ги немаме центрите за мозочен удар, каде што соодветно би се лекувале овие пациенти, ниту имаме соодветни превентивни клиники, значи немаме место за згрижување на овие болни. Терапијата стално е задоцнета, стално е закаснета. Ви кажав дека постои голема нееднаквост, затоа нашата главна цел, а и препораките, светските препораки, се јавни кампањи за зголемување на свесноста за ризик факторите. Значи да се намали инциденцата на мозочни удари со тоа што ќе ги превенираме. Значи првиот чекор
го водиме првиот чекор. Оваа наша едукативна кампања не е сега започната, трае веќе 4-5 години, уште од самото формирање на здруженијето. Ние во неколку наврати секоја година досега сме одржувале активности со превентивен карактер во Охрид, меѓутоа и во други градови во Македонија, најчесто во 4 или 5 градови истовремено. Стално имаме во Скопје, во Штип, во Тетово, во Битола, во Гевгелија, Струмица, и на овие наши активности ги бараме кај населението ризик факторите, односно вршиме прегледи на шекер, на крвен притисок, правиме ЕКГ и истовремено едуцираме. Ова е сега нова наша кампања која започна оваа година и е во склоп на еден европски проект. И со таа кампања ние набавивме соодветна опрема со која ќе ги прегледуваме, ќе го прегледаме населението во југозападниот дел од Македонија. Значи, нашата цел е да ги посетиме по 2 пати сите 9 општини во овој регион и секаде не само да извршиме прегледи и да ги откриеме ето некои потенцијални нови заболени пациенти, туку и да едуцираме. Преку предавања кои ги спремивме, преку брошури и едукативни материјали кои ги спремија нашите специјалисти, значи и да едуцираме. Колку граѓаните се заинтересирани за да дознаат нешто ново, да научат нешто ново и да си помогнат самите себе, затоа што многу пати, иако се организирани вакви некои каравани, предавања, нема интерес. Мислам дека во последно време интересот е се поголем и поголем. Таков е мојот впечаток од работата на терен, бидејќи долго време сме веќе на терен из Македонија. Прашуваат, имате интеракција, како е? Јас сум во Охрид многу позитивно изненадена последните години, значи не само што е посетеноста голема, туку пациентите веќе се информирани, делимично помалку или повеќе, имаме постојано интеракција, многу се активни на нашата веб страна, активни се на Facebook страната на нашето здружение, постојано имаме некоја интеракција. Интересот мислам дека расте и се надевам дека и во следните месеци во тек на нашата кампања ќе остане со исто темпо висок интересот. Така. Покрај она што сами можеме да си го преземеме за да си помогнеме, тука е нормално кога веќе ќе дојде до ваква сериозност, помошта од медицинските лица и лекувањето, понатамошното лекување во медицинските центри, како еве болницата вие каде што работите располага со колкав капацитет, колку кревети имате, колку болни може таму да се згрижат и каква апаратура имате, затоа што многу е важно и тоа. Така, кои се методите за да се диагностицира, затоа што правата диагноза веќе е еден чекор до право лекување. Нажалост, во нашата болница и покрај тоа што имаме соодветна диагностика, значи диагностиката на ниво на Охрид е многу добра. Имаме два апарати за компјутерска томографија, еден во општа болница, еден е во нашата болница. Дали се во функција? Многу често се во функција, да, двата апарати се во функција. Мора да се чека и да се оди во други градови. Во овој момент се во функција и за пациентите кои се какоитни случаи под сомнение за мозочен удар, во секој случај какоитно и се снимаат какоитни случаи, значи има радиолог кој е постојано на повики, ќе дојде во тој момент да го сними пациентот. Она што е жалосно што во Охрид немаме соодветен протокол каде да се лекуваат тие пациенти. Како што ви спомна, во општата болница во моментов има повеќе психијатри, еден невролог и еден невропсихијатар. Во нашата установа сум сега останата само јас и заради тоа, нажалост, немаме оделение за третман на мозочни удари. И покрај тоа што имаме и кај нас и во општата болница имаме диагностиката. Тоа што фали во Охрид е да се формира таков оддел или да се формира центар, така наречен центар за мозочен удар. Според некои препораки од нашите минати среќавања, состаноци, конгреси, значи лекарски, требаше потешките пациенти да се упатуваат во Битола, но тоа не е така, бидејќи се трудиме. На овој или на оној начин се трудиме пациентите да си ги задржиме во Охрид, без разлика дали ќе е во општата болница или ќе е кај нас. Така. Во посериозните случаи мора да се направи оперативен зафат. Се прави ли тоа кај нас овде во Охрид и со колкав успех, колкав е процентот на позитивно решени случаи? Зависи од случај до случај колкав ќе е процентот на позитивен исход. Се прави, ние имаме двајца неврохирурзи во нашата болница. Со оперативен третман е потребен тогаш кога доаѓа до крварење во мозокот. Постојат два различни типа на мозочни удари. Едниот е исхемичен, кога настанува тромб и при тоа се запушува артерија во мозокот и изумира дел од ткивото, а другиот е хеморагичен, односно настанува крварење во мозокот. Кога тоа крварење кој е потежок или потежок е хеморагичниот мозочен удар. Тоа е потежок со многу повисок процент на смртност, меѓутоа на среќа исхемичниот мозочен удар е оној кој се јавува во
80% од пациентите, а само 20% заболуваат од вкупниот број на пациенти со мозочен удар, 20% заболуваат од овај исхемичен, односно од хеморагичниот, односно крварење во мозокот. Дел од тие пациенти, нажалост, мал дел, се подложни на оперативен третман, ги исполнуваат индикациите за оперативен третман, при кој се отстранува или се намалува притисокот во мозокот, со што се подобрува циркулацијата. Меѓутоа, не се сите пациенти кандидати за таков третман. Операциите на овие мозочни удари, на хеморагичните, јас сметам дека во нашата установа се извршуваат со многу висока успешност. Сега, колку пациенти имате во болницата Свети Размо кои што се лекуваат од последиците на мозочен удар? Секогаш оделението полно? Не, затоа што сум една, пак ќе ви кажам, со акутен мозочен удар имаме неколку, еден, двајца, тројца спорадично пациенти. Сепак повеќето завршуваат во општата болница Охрид. А оние кои се веќе со хроничен мозочен удар, кои доаѓаат кај нас на рехабилитација и на понатамошен третман, ги има можда околу 50 во моментот во нашата установа. Така. Веќе ни е време малку да се одмориме со една кратка рекламна пауза. Сакам во вториот дел да позборуваме за рехабилитацијата, значи од кога ќе се случи, потоа како е тој процес, од кога ќе си заминат од болница и од лекувањето во такви услови, потоа најчесто дома се згрижуваат, па што понатаму. Добро. Ајде малку одмор. Примариус доктор Флора Доколумани, гинеколог со долгогодишно искуство во гинеколошката пракса, нуди здравствена заштита на женска популација над 12 годишна возраст. Наш фокус е репродуктивното здравје кај девојките и жените со цел намалување на морбидитет и морталитет. Ве повикуваме на редовни консултации и прегледи за да ги откриеме и превенираме причините за воспалителни состојби, хормонски пореметувања, предмалигни болести и состојбите кои доведуваат до стерилитет. Имаме добри искуства кај брачен инфертилитет со помош на комплементарна медицина, односно алтернатива со биопродукти. Вршиме едукација на животниот стил во пубертет и менопауза, прегледи и совети за нормален тек на бременоста и заштита од ризична бременост. Специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство Превентива Струга на улица Караорман наспроти Топшоп. Атва Хоум Центар. Почнавме во Кичево, а присутни сме и во Охрид во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана и во Струга, во непосредна близина на црквата Свети Димитрија. Најубавите и најкреативни подароци по најприфатливи цени ќе ги најдете во нашите продажни салони. Тука сме и за вашата градина. Разубавете ја со помош на нашите алати и машини и создадете креативни декорации со богатиот асортиман градинарски цвеќиња и растенија. Со над 10.000 производи од домашни и странски производители, уредете го вашиот простор и купувајте подароци без да го оптоварите домашниот буџет. Продолжуваме и со постојаните неделни акции со атрактивни цени. Атва Хоум Центар. Кам. Постојано ниски цени. Јаткаста плочка 40 грама 29 денари. Пиво 500 мл 35 денари. Млечно чоколадово 100 грама 29 денари. Гел капсули за перење 12 во пакување 175 денари. Кам, купувај мудро. Железарија Мајсторче на веќе познати локации на улица Питугули. Збогатена понуда за најквалитетна санитарија и опрема за бањи. Ви нудиме широк асортиман на рачен и електричен алат, бои и лакови, се од електрика, ХТЗ опрема, се за водовод и канализација, гипс табли, сите видови на лепила и глед маси, лајсни и дополнително голем избор на керамички плочки и ламинатни подови. Постојани сезонски попусти и акции. Гаранција за квалитет и врвна услуга. Железарија Мајсторче. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во Мини базар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се,
Секогаш имајте здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, фризерско студио Анита. Производство и изработка на огради, монтажни скали и гумски работни маси од Inox. Внимателно одбрано. Безпрекорно изработено. Дамгат, село Мислешево, Струга. Нема повеќе вишок масноти, само одличен вкус. Револуционерниот Делимано Air Fryer ви овозможува да готвите здраво на многу едноставен начин. Испечете месо или зеленчук, лиснато тесто или смрзнати јадења, подготвени до совршенство. Се тоа со само еден апарат, со месечна рата од само 699 денари и тоа без камата. Не пропуштајте. Доктор Божиновска, малку краток одмор. Продолжуваме со нашиот разговор, секогаш актуелна тема. За жал и се повеќе разговарана во јавноста. Тоа е мозочните удари како болест која што навистина е болест можеби на овој век со голем процент на смртност. И кај нас себе, зборувавме во првиот дел на емисијата, како функционираме, како се снаоѓаме и што се правиме за тие пациенти. И сега, додека беше паузата, разговаравме дека се некако повеќе се сведува на ентузијазмот на докторите, затоа што сте навистина многу малку невролози, а толку многу случаи, па мора едни со други да соработувате, да го влечите максимумот и од вас и од целата ситуација. Нажалост, така е, точно дека ентузијазмот е она што не води во последно време. Малку сме невролози, терапијата е инсуфициентна, немаме доволно тераписки опции за лекување соодветно на оваа болест. Немаме соодветен центар во регионов за третман на мозочниот удар, најблискиот центар е во Битола, кој исто така работи со делимичен капацитет. Немаме соодветна здравствена политика која ќе ги надополни во блиско време тие празнини, така што мора да се трудиме максимално со најдобра можна комуникација меѓу себе колегите од различните профили, невролози, психијатри, неврохирурзи, за да добиеме некој максимум кај пациентот, секако и со соработка со пациентот, со семејството, така една поширока соработка. Бидејќи не сте вие регистрирани како центар за мозочни удари, не можете да ја добивате и целата терапија, која што е дозволена. Како се снаоѓате, бидејќи еве велите шансите во Скопје ако си пациент се многу поголеми за да преживееш или да се последиците помали, отколку овде кај нас, затоа што навистина многу пати ја немате соодветната терапија за да интервенирате. Нажалост, таа дискрепанца е се поназначена во Македонија. Тие мозочни центри во Македонија кои добро работат, ево можам многу позитивен пример се скопските две болници, Клиничкиот центар за неврологија и 8 септември болницата, одделот за неврологија, каде што овие пациенти се соодветно згрижени, примаат соодветна терапија во правиот временски рок, бидејќи оваа терапија мора да се ординира во првите неколку часа, односно најкасно до 4,5 часа од настанување на првите симптоми. Нажалост, во остатокот на Македонија сликата е многу различна. Кај нас се снаоѓаме индивидуално, морам да речам. Се бориме да ја добиеме терапијата, меѓутоа секогаш ја имаме во многу ограничени количини и немаме ниту право да ја набавиме. Мојата болница е специализирана ортопедска болница. Во општата болница Охрид мора терапијата да ординира невролог, не сме друго лице. Имаат само еден невролог. Доколку тој невролог е слободен во моментот или на годишен одмор, истото е кај нас истиот проблем. Значи проблемот е во кадарот. Значи еден невролог имаме во општата болница, еден невролог имаме, тоест вие. Во моментов еден, сме две, меѓутоа во моментов сум само јас. Еден невролог имаме во Струга и еден невролог имаме во Центарот за дијализа. Секаде по еден со по една амбуланта, меѓутоа не со соодветен оддел. Навистина премалку кадар за толкав еден регион, заговаравме да Охрид да биде центар, значи на еден здравствен
да речам, поширок комплекс каде што ќе биде се тука стационирано и да можат луѓето и од регионот да се лекуваат, но не гледам некакви изгледи за такво нешто. Дали вие имате некаква надеж дека во блиска иднина ќе се отвори еден центар барем за лекување Јас постојано имам пациенти? надеж и затоа што имам надеж и ево се трудам сите овие работи да ги спроведеме. Мојата надеж е можда дека некој од политичката фела или некој од не знам, владата или од општината ќе се сети дека на Охрид му е потребен ваков центар, дека ова е еден многу страшен и голем горчлив здравствен проблем за кој нема решение во Охрид, најчеста болест со многу висока смртност, меѓутоа ето без соодветен третман, дека некој ќе се сети и ќе овозможи да се формира такво оделение. Значи сите тие невролози можат да се групираат во едно место, тогаш ќе биде многу лесно и за нас како невролози, како специјалисти, ќе биде уште полесно и за пациентите. Кога ќе имаме еден центар во кој ќе спроведуваме извесен протокол и со тоа ќе си го лесниме и третманот, а ќе ги подобриме и исходите, ќе го подобриме и исходот на тие пациенти, значи нивното здравје, ќе се намали инвалидноста, ќе се намалат последиците од мозочен удар, ќе се намали морталитетот, односно смртноста на тие пациенти во регионов. А и ќе полесно функционирањето на итната медицинска помош, затоа што ќе знае веднаш каде тие случаи да ги носи, вака некако се шетат од едно на друго оделение, се губи драгоцено време. Точно, да. Навистина со многу поголема сериозност треба да се пристапи кон овој проблем. Реков мало во овој дел ќе зборуваме и за тоа како да се третираат овие пациенти од кога веќе ќе заминат од болница, ќе заврши оној дел на болничко лекување, колку беше 21 ден се задржуваат или не мора да значи, зависи од случај до случај. Таа акутна фаза, значи првата фаза по настанување на мозочен удар е зависи од случај до случај. Пациентот ќе прими соодветната терапија, со таа терапија или ќе пробаме да го разбиеме тромбот кој настанал, да подобриме спроводливоста на крвта, да се намали отокот во мозокот, доколку е потребно неврохируршка интервенција и таа ќе се изведе. Кога пациентот е веќе во една стабилна состојба, кога притисокот, срцето, шеќерот му се стабилни, параметрите витални му се стабилни, тогаш тој може да започне со физикална терапија. Значи физикалната терапија и рехабилитацијата се препорачуваат најрано што е можно. Кај некои пациенти уште од првиот ден после настанување на дефицитот. Кај нас во нашата установа пациентите доаѓаат зависно и тоа соодветно на проценката од неврологот кој претходно ги лекува во акутната фаза, кога ќе се стабилни за да почнат со физикална терапија и рехабилитација, некогаш петтиот ден, некогаш последна 2 недели, некогаш и малку подоцна. Започнуваат со процесот на рехабилитација кој државата му го дава на пациентот, значи тоа на што му следи на секој пациент со мозочен удар е 21 ден годишно. Некогаш е доволно, во многу случаи тоа и не е доволно, па продолжуваат амбулантски да доаѓаат. Она што е важно во таа рехабилитација не е само да се спроведува една обична физикална терапија со вежби. Туку е многу важно да се спроведува соодветна неурорехабилитација. Тоа е нешто што се стремиме да го започнеме и да го воведиме во нашата установа. До сега неврорехабилитацијата во целава држава во Македонија беше овозможена само за децата со церебрална парализа. Тоа е специјален тип на физикална терапија и рехабилитација. За тоа се потребни специјално едуцирани кадри, кои повторно ги имаме во многу мал број. Ево, ние останавме моментално без таков лекар во нашата болница. Беше можно да се изведува таа неурорехабилитација само во болницата во Козле во Скопје и ние бевме втората болница во Македонија која нуди оваа опција. Се уште ги имаме децата, но моја цел е да се стремиме да работиме и со постарата популација. Имаме и психолог кој многу успешно работи, спроведува одредени третмани за подобрување на меморијата, когнитивниот статус, говорот кај тие пациенти, така што започнува, мислам дека една нова фаза ќе започнеме една нова фаза во третманот на овие пациенти. Така. Знаете што со луѓе кои што се соочиле со оваа болест или со семејства кои што нивни близок доживел мозочен удар, многу се поспокојни кога се во болница, каде што им се пружа стручна помош, отколку кога ќе треба да се лекуваат, да се долекуваат во домашни услови. Дали имате некакви третмани во смисол, можеби, разговор со психолог или ваши насоки како тие да се однесуваат со ваквиот пациент, затоа што и кај ним се јавува еден страв
дали постапуваат правилно или не, не се сигурни во себе, болеста е непредвидлива и така натаму. Точно, ние се обидуваме колку што ни нудат можностите со еден мултидисциплинарен тим и со таков мултидисциплинарен пристап да им придеме не само на пациентите, туку и на фамилијата, да им објасниме ситуацијата, да им помогнеме како после мозочниот удар да се справат со секојдневните активности. Значи, работиме не само јас како невролог, туку и сестрите кои се специализирани во оваа дејност. Работиме заедно со психолог и со специјалистите по физикална терапија и рехабилитација. Многу често потребна ни е помош од логопед или дефектолог. И со еден таков мултидисциплинарен пристап се обидуваме колку што е можно повеќе да им помогнеме на семејствата. Пред некој време бевме вклучени во една активност при што беа креирани голем број на едукативни материјали, брошури за семејствата на овие пациенти, кои ги спреми нашето здружение и беа поделени во сите центри во Македонија кои се занимаваат со оваа проблематика, така што на различни начини се обидуваме да помогнеме. Така, имаме ли кадар за тоа? Немаме доволно. Немаме доволно кадар. Нажалост, кадар во Македонија медицински има се помалку и помалку. Како да ги стимулираме? Вие сте млада, значи релативно колку години сте? 40 години. Не мислев да ги откриваме вашите години, сакам да ве прашам колку години сте вработени. Сум во болницата Свети Еразмо, од тие 15 години, 7 години сум како невролог. Немаме доволно кадар. Немаме како не само да ги стимулираме младите, значи да останат во државата, да специализирате овие кои што се дефицитарни некои области, неврологија, дефектолози немаме, логопеди немаме и така натаму, значи основно треба да се обезбедат подобри услови за работа во болниците, да им се обезбедат услови за устручување на младите доктори, да им се обезбедат подобри примања, да им се обезбеди подобар тим за работа. Многу услови се многу важни за да останат нашите лекари во Македонија. Пред се да се трне политиката од здравството. Многу лекари замина од едно незадоволство општо од социоекономските услови во нашата земја, а не само заради малата плата или заради неможноста да се вработат навремено. Многу замина лекари специјалисти. Замина лекари кои веќе беа вработени. Значи, многу работи во Македонија треба да се сменат за да ни останат лекарите. Па кога нашиот готов кадар, готов производ оди во западноевропските земји, многу логично е таму процентот на болните да биде и помал. Затоа што имаат соодветен кадар, соодветни услови, работат на превентивата и така натаму и тука е одговорот на тоа прашање. Мислам дека нешто ќе се придвижи, но земајки ги сите фактори во предвид, кај нас многу бавно одат некако работите, а навистина оние кои што се соочуваат со некоја болест, еве конкретно се зборуваме за мозочниот удар, немаат многу време да чекаат некој да се сети дека неопходно е да им се пружи една ваква здравствена заштита и понатамошно лекување, но драго ми е што еве вака како вас има индивидуалци, ама ентузијасти кои што тургаат напред и како што реков вие покрај тоа што ја работите вашата примарна професија во болницата, се трудите да направите нешто и повеќе, еве во делот на едукација со караваните, но и работите и на проекти заедно со вашиот тим. Малку начнавме во првиот дел за еден таков проект, ќе ни кажете нешто повеќе. Целта е да добиете опрема и во регионот да направите прегледи превентивни на населението за да се спречи да дојде до оваа опасна болест. Како дојдовте до тој проект, како излековте пари од европските фондови, за која сума станува збор, каква апаратура ќе се набавува, нешто повеќе околу тоа? Во суштина, ова се проекти од ИПАРД програмата, европски фондови, чија цел е да се подобрат здравствените услови, да се подобри здравствената грижа и социјалната грижа во овој дел од Европа. Во овој проект бевме поканети од страна на неколку грчки болници со кои соработуваме во проектот уште во 2016 година и кога започна припремите за овој проект и сме заедно исто со специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо.
Целта на овој проект е да се подобри исто така и меѓуграничната соработка меѓу Македонија и Грција, особено во областа на социјалната заштита и здравствената заштита. Со овој проект имаме цел да се приближиме кон населението, значи во нивните родни места, да им овозможиме прегледи на ризик фактори за мозочен удар, да им овозможиме консултација лице во лице со специјалист, со лекар, невролог, да им овозможиме едукација. Значи, освен прегледи, ќе имаме една едукативна кампања, интензивна едукативна кампања, исто така сакаме и да собереме докази од терен. Докази во смисла колкав е процентот на ризик факторите кај нашето население во овој регион, да се обидеме да го пресметаме 10 годишниот ризик кај населението, да ги мотивираме нешто да променат и исто така да дознаеме колку тие се запознаени со ризикот за мозочен удар или со тоа што е мозочен удар и како да реагираат на тоа. Овие податоци кои ќе ги извлечеме ние од нашиот проект, се надеваме подоцна да ги имплементираме во следни проекти, да знаеме како понатаму да го насочиме нашето действување. Проектот го започнавме во Охрид на 15 септември. Уште една активност во склоп на овој проект повторно ќе имаме во Охрид сега на 6 ноември во недела. Ќе се одржи активност со почеток во 9 часот во центарот на Црвен крст од спасителната планинска служба кај новата автобуска зградата на Црвен крст. Потоа ќе продолжиме во останатите 8 општини од Југозападна Македонија. Исто така со овој проект добивме опрема за извршување на соодветните прегледи на терен, значи ќе правиме анализа за шеќер, ќе правиме исто така анализа на крв за холестерол и триглицериди кај населението, ќе мериме крвен притисок и ќе правиме ЕКГ, ќе испитаме срцевата активност. И со овој проект планираме да набавиме теренско возило, односно специјализирано медицинско возило со кое ќе можеме да стигнеме во најнедостапните региони од Југозападна Македонија, за да ги довршиме прегледите и испитувањата. Реков, ако нешто ни е на високо ниво, тоа е ентузијазмот. Сега сакам да ве прашам, што ве поттикна да специјализирате токму неврологија? Неврологијата ја добив, во суштина не беше можда мој прв избор, меѓутоа е специјализација во која се заљубив во моментот кога ја добив. Има големо, широко поле на работа во неврологијата, има многу начини на кои може да им се помогне на пациентите во неврологијата. Мојата прва специјалност во неврологијата беше работа на полето на невромускулни болести, бидејќи сум во специјалната болница Свети Еразма, значи почнав со едукација за електромиографија, тоа е метода која ги испитува нервите и мускулите. Меѓутоа, како што минуваше времето и ги согледувавме проблемите во неврологијата и што она недостасува во нашата држава, помислив дека е многу ќе биде ефикасно доколку формираме едно вакво здружение, затоа што ова најгорко прашање останува во Македонија се уште нерешено. Мозочниот удар и сите цереброваскуларни болести заедно со мозочниот удар. Така што неврологијата сама по себе е широка, многу интересна гранка и има многу нешта кои ми привлекува. Така, и многу потребна, како што кажавме, затоа што има многу малку невролози. Како би ги стимулирале наредните генерации кои што доаѓаат, еве токму таа гранка да ја специјализираат? Јас се обидувам лично да ја представам неврологијата како една интересна гранка каде што многу може да се постигне и да се помогне, да ги вклучам во активностите во здружението, кога некој млад доктор ќе дојде во нашата болница да му презентирам она што работиме, да го вклучам во секојдневната работа. Меѓутоа, она што треба да се направи една добра здравствена политика. Значи, треба и нашата болница, и центарот во Охрид, и општата болница Охрид да направат еден добар план за распределба на специјализации. Значи, мора да се направи план која година колку специјализации би се доделиле, колкав кадар е потребен кај нас и со тоа да се стимулираат младите брзо да добијат специјализација. Кога ќе добијат таа специјализација, да им се овозможи брзо вработување, да им се овозможат добри услови за работа и исто така што повеќе едукација, субспецијализација или надоградба. Така. Ни недостасува еден добар менеджмент во здравството и еве бидејќи сега министерот ни е од таа фела, се надевам дека изворно ги знае овие проблеми, дека можеби ќе се зафати нешто и конкретно и да се направи. Сте имали ли средба со
еве со министерот или со некој од Нашето владата. здружение и претходниот министер исто беше од ова фела, беше невролог. Да. Сегашниот министер е неврохирург. Значи и првиот и претходниот и овој министер се многу добро запознаени. Сме биле на средба и кај едниот и кај другиот. Со актуелниот министер немавме лична средба, имавме средба со неговиот асистент во полето за мозочен удар. И на едниот и на другиот министер во последниве, значи неколку години им предадовме документи каде е содржана целата оваа проблематика, значи со што треба да се бориме, каде да се посветиме, не само на што ние сме го сработили како здружение, туку им ги покажавме и доказите кои дојдоа од Европското здружение за мозочен удар, од Светската организација за мозочен удар, секаде ние членуваме и вклучени сме во многу нивни проекти. Значи сите нивни препораки кои излегле од некои докази претходно, им ги представуваме и се надеваме дека навистина сериозно ќе ја сватат оваа проблематика. Се надеваме и ние и граѓаните за општо добро, како што реков на самиот почеток, нема ништо поважно и повредно од здравието. Кога сме здрави можеме се, кога ќе се соочиме со некаков здравствен проблем, на вистина тогаш излегуваат на виделина сите оние пропусти кои што се во оваа област. Ви посакувам што помалку пациенти, да има што помал број на пациенти кои што се соочиле со оваа болест и кои што потоа се трудат некако последиците да ги намалат, некои за жал и со трајни последици. Стимулирајте ги младите да се определат да специализираат на оваа област и сигурна сум дека тоа и сега го правите, но еве, јавно, несебично споделувајте го вашето искуство од она се што е како работа, затоа што реков ентузијазам гледам и кај вас и кај вашите неколку колеги, затоа што за да се справиш со толку пациенти на еден толкав регион, а толку малку доктори, навистина треба сето тоа на мускули да се изнесе. Ќе се потрудиме. Ќе се потрудиме и се надевам дека еден ден, можда не веднаш и брзо, меѓутоа за некој можда 10-20 години ќе видиме и некои резултати од ова што денеска го работиме. Така. Благодарам за учеството во Лупа. Се надевам оваа тема ја доближивме малку до гледачите. Најдобро да немаат проблем, но не дај Боже ако имаат, еве знаат сега каде да се обратат и кого да побарат. Имаме стручно лице и специјалиста по неврологија, доктор Маја Божиновска. Благодарам уште еднаш за учеството. Благодарам и вас и се надевам дека сите оние кои нема да можат да стигнат можда до болниците заради термини или заради било какви пречки, ќе не посетат и на активностите каде што несебично ќе ги споделиме се што можеме со нив. Така, благодарам.